Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во денешната петочна општествена сцена наш гостин е Тони Зен, музичар и продуцент, еден од најуспешните на македонската хип-хоп и рап сцена. Доколку го имаме Тони на линија, да ве поздравам, Тони. Добро утро. Поводот за нашиот разговор е една ваша неодамнешна акција, која што ја практично ја иницииравте за да помогнете и да ги поддржите и другите, но и своите музички изданија во оваа лоша за музичарите пандемиска година. Напишавте на својот Facebook еден статус, напишавте, нели, каде што велите: решив да ја преземам одговорноста за моите музички албуми и концертни изданија и самиот да продавам онлайн. Како оди оваа акција? Па искрено, малце криво ми е што ова не сум го правил претходно, затоа што во последно време све се сведува на себе промоција, продавање на сопствени материјали какви да се од било која област, све се сведува на онлайн, све е префрлено на таа дигитална продажба, на таа виртуелна комуникација како и да е. И мене ова ми испадна сосема спонтано, не воопшто не планирав, јас имав па веќе некој време пробувам да ги повлечам сите мои музички изданија, сите. Последниве албуми, еве последниот конкретно од Изворот на изборот, тој е 2019, без да имам на ум дека се уште постојат некаде заробени по магазини, по подруми, албуми од поодамна, што се дури од 2005, 2007, 2009, 2011, 2013. Така што низ комуникација со моите пријатели, со дистрибутери, издавачи, како и да е на последните албуми, разбрав уствари дека има многу CD-ња така што се ставени во пакети, па низ таа прилика да ете ми ги дадат овие последните албуми кои што они ги издавале, си ги собрав и другите. Затоа што во ова време дистрибутерите исто така немаат работа, продавниците пола се затворени музички, тоа се заробени CD-ња кои што стојат така и никогаш можеби нема да излезат од некој подрум или од некој магазин, кутија спакувани, што е за жал. И решив јас да си ги земам, да си ги повлечам те и да направам една објава каде што вика мајке пробам, можеби се уште има некои луѓе што ете се колекционери на албуми, дали мои или на некои други артисти, што еве ќе инициирам да им текне дека може и на ваков начин да се заработи за оваа ситуација, да се некако иструка, па и да се преживее, бидејќи погодени се многу гранки, највеќе се, нели, не испаѓа да не се жалам, меѓутоа музичката индустрија, поготово оние кои што настапуваме секој викенд, кои што тезгариме, сме најпогодени, исто како и туристичките работници, како угостителството. Многу неферски ни е прекината, нелогично ни е прекината работата, но јас затоа и пишав, превзимам одговорност, бидејќи веќе колку време, една година помина. Освен тоа што се жалиме, јас се жалам постојано. И сега да ги избегнам сите тие непожелни искуства, решив да си преземам таква иницијатива. Да ги измотивирам и другите кои што можеби ќе види, немаат сите 5-6 албуми, некој нема ни еден. Меѓутоа тие што имаат колку можеве на ваков начин, еве едно решение јас можам да ви понудам. Кој што има 1-2 албуми, 3, 4, 5, се едно, може да проба на ваков начин да се поврзе со публиката, да стане од дома, да нешто да работи, за да не се заглави умот на тие непожелни чувства и искуства кои што не демнат постојано поради ситуацијава која што е наметната, и да се заработи нешто за да може да се иструка периодот и да се добие респект од страна на публика, артист публика, за да почнат малку да размислуваат луѓето дека постојат музичари кои што стварно живеат од музиката, кои што вложуваат многу и дека убаво е
не само сега во оваква ситуација, него секогаш да се испочитува со дали купување карта за концерт или купување книга или купување слика, фотографија, Така е, ќе купување разговараме, албум, Тони. купување плоча. Вие тука имате еден бонус за вашите фанови, а тоа е дека лично им ги доставувате своите изданија, па какви се реакциите кои ќе ве видат лично да им донесете некој албум, например? Па види многу нормално, не ја мислам самиот мој став и мојата намера не е да ја се поставувам како звезда, па сега како ќе отидам да однесам, па незгодно, па не, него буквално пријателски. Од секогаш сум бил ја поставен така према публиката и секогаш сум наоѓал време, освен кога ете нешто поради нешто. Не можам да најдам време за да искомуницирам со публика, со тој што ме почитува и што ја постојам ради него. Така да овој пат решив да тоа го направам буквално сам. Зошто? За да комуницирам со луѓето, да правам нешто, бидејќи ние музичарите, артистите воопшто сме затворени цела година и ситуацијата е неизвестна и не знаеме што ќе се случува понатака. Да. Не знаеме дали воопшто ќе можеме не само да работиме, да комуницираме како музичари, како артисти, бидејќи во една година многу работи се случија, многу вниманието е ставено на политика, на вирусот, политика, вирус, бизнисите, фармацијата и така натака, и се заборави артистите. Искрено, кога ќе пројде се ова, не знам колку ќе можат да се вратат пак во форма. Повеќето од артисти многу изгубиле надеж, мотив да продолжат понатака да функционираат, можеби многу ќе се откажат. Мене ми доаѓа да се откажам, искрено, да не се замарам што ги знам за кого, за тие што ме пцујат и што ме плукаат, за нив да функционирам, знаеш. Сега тие сите мисли ми доаѓаат, викам како да ги трнам. Ова беше единствениот начин да се отцепам буквално таа содржина во свеста која што освен тоа што не ми припаѓа и не е моја, него и демне цело време. Тоа се случува кај сите музичари. Тоа се тие фрустрации, чувства на анксиозност и така натака. Затоа решив ова да го правам и да ги мотивирам другите. Јас можам вака, да можам и да протестирам. Јас пефи на протестот како дел од групата сум групата. Организација за авторски за музичари, за кои што имаат авторска музика, кои што имаат бендови. Точно, Тони, музичарите како да сватија дека кога ќе се здружат, ќе бидат посилни во своите барања. Се формира во оваа година неколку здруженија на музичари и на други кои што се засегнати од целата ситуација. Тие понудија и мерки, понудија некои предлози своји до владата како сепак да се успее да се организира некој музички настан, се разбира не сега во сегашната ситуација кога бројките се исклучително високи, но дадоа своји предлози, комуницира. Тоа е еден позитивен, би рекла, во целава работа момент е што музичарите, артистите сватија дека се посилни кога се здружени. Конечно. Чути. Да. Исто така, не знам, ја не знам што сме чекале до сега. Значи, овакви здруженија требало секогаш да има, значи, не знам, од измислување, правење првата песна од осамостојување на Македонија. Мислам дека одма се мора да се создават здруженија за да се држиме, поддржуваме заедно, затоа што еве сега гледаме колку и да има успеси во минатото на музичко поле или не знам какви артисти да прошле овдека да биле од Македонија зборам, небитни се. Небитни, како да ти обяснам, испаѓа дека ние сме само дворски шутови кои што сме се шумјале тука нешто цело време, као, ако има нешто да се пее, дојди испејле. Ако има нешто музика, пушти некој музичи, чао, пријатно, после не ме интересираш. И затоа сите музичари, без исклучоци, се разочарани пред се од односот на политичарите, на власта, на оние кои што целата ситуација ја координираат, регулираат, како и да е, дали со осет или без осет, дали со знае или не знае. Сите сме разочарани од тој фидбек или не фидбек на власта пред се, бидејќи они сега го регулираат тоа.
да биле некои други, можеби полошо би направиле, можеби подобро. Не знаеме. Меѓутоа сега онака како што е одговорот и односот на па и на многу дел од луѓето кои што кога читав коментари во еден момент, бидејќи јас сум член на музика сега, тоа исто здружение, Да. кога читав коментари дека еве ќе се здружиме, ќе не знам, ќе го дигнеме гласот, дека стварно има луѓе кои што се по традиција музичари не може да преживеат сега, да скрпат ден за ден, па таму имаш од публика, па и од политичари, од некои одговорни луѓе, као не пцовки, него имаш омаловажување, као ќе истрпите. Значи, као да сме небитни, ние као джубокс апаратче ставено жетонче, ај свири сега, после нема да ми требаш. Сега, убаво е што сега баш овој период се покренува иницијатива за здружение, го креваме гласот. Од сите страни имаш постови, критики, добри коментари, лоши коментари. Важно е дека возот тргна возот. Да. Сега, нема да застане, затоа што музика нема да застане ни музиката. Така е, музика секогаш ќе има. Тони, сепак ова ваша акција всушност е наједноставната акција што може да се направи во овој момент. Се е тоа добро и со здружувањето, и со предлозите, и со помошта, и од едната, и од другата страна, барање и така натаму, но на крај останува тоа дека треба да се даде поддршка на домашните музичари, на домашните уметници, на домашните, да се купи слика, да се купи албум, некој издание, книга, фотографија, Да. некакво авторско. Тоа е наједноставното и најочигледното решение како да се поддржи. Види, сега точно, ама не е убаво што сега се случува тоа, што сега треба да има војна да се деси, па за да им тегне на луѓето, дека има музичари кои што вложуваат у себе, па ај сега као дај ќе им помогнеме. Не е работа за помош, не ми треба мене помош, мене ми треба убави, достојни услови да можам да си работам и функционирам. Да не мора да треба ја сега да го правам ово што го правам сега да изгледа како сега помош ние бараме, мислам, ние сме греота, точно е дека сме греота, не викам дека не. Меѓутоа има разлика во поддршка, тоа што и многу медиуми го менуваат како поддршка и помош. Сега ние како помош бараме. У помош нема размена. Во поддршка има размена меѓу артист, публика, артист. Јас конкретен бев, викам, фала за поддршката, поддршка. Сега да има поддршка, никаде не вика помош, дека да е за помош, ќе пишеме помош, бараме стварно дечки, ни секоја нозе, раце, грлото, не може да функционираме, дајте помош нека. Ова е чисто поддршка за да им текне на луѓето дека стварно е битна поддршката на секој артист, секој што се занимава со уметност. Значи дали ќе купите и мислам дека и претходно се зборело за овакви теми, да престане да се иде на терминот гага. Значи, гага влез, гага книга, гага плоча, гага CD, све да биде некако дај ми као по-привилегирани да се осеќаат оние луѓе кои што имаат потреба од тоа. Не дека се криви они, него така се научени, така се навикнати. Со овој пристап, со овој начин и оваа директна комуникација со публиката, со властите, со кои да, ние како музичари, зборам ние бидејќи јас се ставам заедно со сите, не сум као ја се индивидуалец, па посебно, него сите ние музичари наставно сакаме респект и да има размена, тоа е таа поддршка. Така е, да. Со меѓусебна поддршка, разбирање, респект, мислам дека немаше да дојде до ова, да ние се договараме, чеке протести ќе има, па немаме пари, па него ќе бевме добро заштитени, ќе служевме на народот, и немаше да има тензии уопшто да се замараат луѓето околу тоа за музичарите, него ќе набават вакцини што побрзо да решат други дупки кои што се сериозни, да обезбедат, не знам, за оние луѓе кои што немаат денар да се излечат од вирусов, не да наплаќаат таму по не знам колку пари. И ќе беше целиот фокус на тие битните работи за сега да излеземе од криза, а не ние година дена да треба сега да мислиме дали е заговор, дали е вистина, постои или не постои, мутирал, не мутирал, живеат луѓе, умираат луѓе, имуни се, вакви се, такви се, филмови само. Тони, да завршиме со една позитивна порака сепак за поддршката на музичарите.
Инаку проблеми имало и ќе има и понатаму. Ти благодарам многу што се вклучи во утрински брифинг и со надеж дека ќе чуеме и некоја нова музика од тебе. И што фала ти на поканата и на тебе, ја малку се задлабочив со муавети, бидејќи одамна изгледа немам вака зборено како од затвор пуштени, па се све да кажеме. Така е, Фала ќе ти имаме секој прилика случај. пак. Фала многу. Фала ти, фала за поканата, се најдобро.